Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашево црковно радио Македонски глас, добро утро. Следната недела, односно сабота, 19 јуни, нашата света православна црква ја празнува и ја почитува саботата која што е наречена духовденска сабота или мртва сабота или задушница. Тогаш, како христијани, се потсетуваме на нашите порано починати браќа и сестри и правиме молитвен спомен за успокоение на нивните починати души. Значи, во самото предвечерие на големиот празник на Светата Тројца, Педесетница, црквата, драги браќа и сестри, востановила посебен ден за спомнување на нашите упокоени ближни, но и на сите од века упокоени православни христијани, оци, браќа и сестри наши. Тој ден се нарекува духовденска вселенска задушница. Молитвениот спомен за сите упокоени благочестиви христијани е премудро поставен пред Светата Педесетница, бидејќи на тој ден го празнуваме слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, настан со кој се завршил домостројот за спасението на човештвото, а во тоа спасение удел земаат и починатите. Затоа, црквата на Педесетница торжествено ги провозгласува молитвите кон Светиот Дух за оживотворување на сите живи, но проси благодат со Светиот и се осветувачки Дух, утешител и за починатите, благодат за која тие биле удостоени уште за време на животот, зашто секоја душа живее преку Светиот Дух. Ете, зошто во саботата пред Духовден црквата им посветува посебно внимание на починатите, молејќи се усредно за покој на нивните души. Свети Васили Велики, кој ги составил умилителните молитви на вечерната на Педесетница, во нив вели дека Бог благоволил особено во тој ден да се принесуваат молитви за упокоените, па дури и за оние во адот. Сите упокоени на овој ден ја чувствуваат благодата од Светиот Дух. Навлегувајќи во оваа голема тајна на соборноста на нашата најсвета православна црква, која е всушност една голема заедница на двата света, видливиот и невидливиот свет. Заради тоа, драги браќи и сестри, нашето живење на земјата е всушност живење во љубовта Христова. Христос, од неискажлива милост, иако Бог стана човек заради нас, пострада за нас, ја пролеа својата крв и умре на крстот, за да не оживее нас, духовно умртвените од гревот и непослушанието. Затоа ние христијани, како христијани сме должни да ја покажуваме својата вера преку љубовта кон ближните, не само кон тие што се сега околу нас, туку и кон оние што се заминале при Господ. Таа љубов се искажува преку молитвата и молитвата во храмот за време на богослужението и за време на извршувањето на Божествената Евхаристија.
но и домашна молитва, кога ние во своите срца се молиме за нашите починати роднини, блиски, пријатели и познаници. Исто така нашата љубов кон упокоените ближни особено се покажува и тогаш кога даваме милостина на сиромашните во нивни спомен. Да се помолиме милостивиот Христос Бог наш, да ги упокои душите на починатите во населбите на праведните и да ги удостои со божествена светлина на светото пресвето, на своето пресвето лице, а нас да не помилува. Амин. Драги браќи и сестри, исто така и ние како православна црква, како Македонска православна црква раѓање на Пресвета Богородица, и овде, како и секогаш, така и оваа задушница, ќе си спомниме за сите наши порано покоени браќа и сестри, ќе ги спомнеме во кој што и тие треба да ја почувствуваат благодата на Светиот Дух. Човек живее оноко колку што го споменуваме. Да ги спомнуваме нашите ближни, пријатели, нашите браќа и сестри христијани и секој човек кој што е роден на оваа земја. Заради тоа што Бог по нашите молитви ќе ги приведе во Неговото царство. Како свештеници, ние, како и секогаш, вообичаено ќе бидеме на гробиштата, каде што почиваат нашите христијани и нашите членови, браќа и сестри, во период од сабота, нели, во саботата, како и секогаш, на гробиштата, на местата каде што се секогаш нашите починати. Нека Бог им подари Царство Божјо, нека секој во својата мисла и во својата молитва на тој ден ги спомне своите упокоени браќа и сестри, за секогаш и тие да живеат во нашите срца. Нека Бог им дарува Царство Божјо, сега и секогаш и во сите векови. Амин. А исто така утре, односно следната недела, го прославуваме големиот празник, Педесетница или слегување на Светиот Дух врз апостолите, давање благодат за да можат понатаму да го проповедаат Царството Божјо на сите народи надвор од Ерусалим. Повелете и утре, драги браќи и сестри, на наша света божествена литургија овде во нашиот храм. Исто така ја користиме оваа можност да спомнеме дека утре нашата македонска репрезентација, нели, игра и го започнува првиот надпревар на Европското првенство, кој што за прв пат како држава присуствуваме, да им посакаме на нашите фудбалери голем благослов, за да можат навистина да успеат, за да победат и да донесат, нели, голема радост на нас сите македонци и во Македонија и овде пошироко во светот каде што не има. Нека е честито и од Бога благословено и за многу години, да сме живи и здрави сите. Амин. Има ли песна пеяна? Јас да ја пејам за
zdaja pevam za imali zboroj kažani, imali ja stagi kažam za stagi kažam za imali solzi gorčni, ja sedagi pijam za ja sedagi pijam za imali suzi ja sedagi pijam za ja sedagi pijam za ostane taka golema ljubovna duboko vgradi skrivena duboko vgradi
с нощи сакав да ти дојдам, с нощи сакав да ти дојдам, на таја сладка вечера, на тоа вино црвено, абре будало. На таја сладка вечера, на тоа вино црвено, абре будало. Лошо време ме зафана, лошо време ме зафана, ситна роса зароси, силно ветре подуна, не може да дојдам. Ситна роса зароси, силно ветре подувра, не може да дојдам. Каков јунак ти ќе бидеш, каков јунак ти ќе бидеш, од роса да се исплашиш, кај мене да не дојдиш, абре будало. Од роса да се исплашиш, кај мене да не дојдиш, абре будало. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Нали слушаш, мајко, Стојанова?
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Ženi me, mamo, ženi
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Nasred selo golemo, izvor voda studena, do voda ta studena, prava svadba golema, eve ja nevestata, oroto go zaigra. Maša
Nosom tamo letam, pitola moja da si prošetam i da go ispijam kafeto solokom, ej barem nasom, malko sretna sum. Nema nikogaš, zemljo moja, ja sam taj sum da zaboravam. Majka moja, čisto krvna su Makedonka,
Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните 2 локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Naši stari ognjišta kući izgradivte i toanese što nize dovte. Naši majki, braća i sestri crno zavivte. Ja rasplakavte cela bitola, ja zacrnivte Makedonija. Dušmani zverovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime, so godini se spremate, puški zemate, na ovoj miren dreven narod zlona ne sopte. Vi je dobro znajete što napravite, mnogo brzo naše dobro zaboravite. I su puški kleti da ste na nas trgnate. Naši majki, braća i sestri crno zavivte. Vi je dobro znajete što napravite, ova sveta rodna zemlja ja ispoganite. Ako treba se do jedan život dava me, Makedonijo zemljo mila ke te brani me. A svelo velam nema me, ne se dava me, ova zemlja ubava te ja brani me. A Gospod zlaten gleda se, će vi vrati se, što namojte drugari život zedovte. I toane se, što ni zedovte, naši majki, braća i sestri crno zavivte. Ja rasplakavte cela bitola, ja zacrnivte Makedonija. Dušmani zverovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime, so godini se spremate, puški zemate, na ovoj miren dreven narod zlona ne sopte. Vi je
napravite. Mnogo brzo naše dobro zaboravite. I su puški kleti da ste na nas trgnate. Naši majki, braća i sestri crno zavivte. Vi je dobro znajete što napravite. Ova sveta rodna zemlja ja ispoganite. Ako treba se do jedan život davame. Makedonijo, zemljo mila, ke te branime. O, teško mi je zemljo mila, teška tagavo duša se svila. Pak mi te gazat dušmani kleti, pak ti gi pala tvojte sela. Pak sakat zemljo da mi te delat, o prokleti, da se prokleti. No verovaj majko na tvojte čeda, što ne žalat život da ostaneš cela. Slava i počit na site, što dadoa život za tebe, Makedonijo mila.
go